Почитувани ученици од второ одделение, јас сум Миле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур село Малокоњари од општина Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе ни биде да се запознаеме со неколку елементарни игрички. Но најпрво да видиме која е основната цел на наставата по физичко и здравствено образование. Основната цел е да учениците се запознаат со изведбата на основните движечки вештини, природни движечки форми, да се запознаат со важноста на телесниот развој, да развие моторички способности важни за кардиореспираторната издржливост, мускулната сила, флексибилноста, брзината, мускулната издржливост и друго. Најважно да разбере ученикот е да го разбере значењето на принципите и концептите за здравиот активен начин на живење преку практикување на физички активности, да развие, односно да практикува здрави навики. Како во овој дел од часот ќе ни биде основна цел да изведеме комплексна вежба од глава до нозете со имитација на некои предмети и движења, бидејќи во ова возраст учениците не можат точно да ги разберат стручните термини, па затоа им воведуваме термини како што се некои предмети и движења. Например, ако правиме кружни движења со главата, како задача им задаваме тоа да го направат како што се движат стрелките на часовникот и потоа круговите со главата обратно на стрелките од часовникот. Вежбички за рацете се загреваме со игричките бериме грозје, јаболка, круши, па го оставаме плодот долу и така натаму. Вежби за трупот, имитираме како се лета птицата, скокови за загревање на мускулите на нозете, скокаме како зајакот, како се движи жабата и така натаму. Со цел што подобро да го загрееме нашиот организам за главниот дел од часот. Во подготвителниот дел од часот ќе играме една игра која што ќе биде со подскокнување. Учениците се слободно разместени во просторот за вежбање, наставникот дава команди. Со суножни подскоци скокаме. Напред 2 скока, десно 1 скок, назад 2 скока, лево 1, 3 суножни скока во место, 2 скока ниско, третиот високо, со привлекување на колената кон гради. Ги оставаме учениците малку да се одморат, а потоа ги повторуваат претходните движења, суножните подскоци, со рацете на колковите. Претходно, вежбите се работат во парови, држејќи се и за раце. Во основниот дел, односно главниот дел од часот, ќе играме една елементарна игра ловец и зајчиња. Сите ученици се наоѓаат на еден крај од просторот каде што ќе се изведува часот во почетна положба клек, од која скокаат соружно како зајчи. Кон нив од другата страна на вежбалиштето тргнува ловецот и кога ќе им се доближи на 2 до 3 метра, тие бегаат во шумата, односно во нацртаниот круг на подлогата во непосредна близина, како што можеме да видиме и на сликата. Уште една игра е земја и вода. На земја е нацртан круг. Учениците стојат надвор од него. Кога еден од нив ќе каже вода, тогаш сите влегуваат во кругот. Кога ќе каже земја, тогаш сите ученици излегуваат од кругот. Меѓутоа, ако ученикот повторно каже команда земја, сите мора да останат надвор од кругот. Доколку некој ученик погреши во извршувањето на наредбата, го заменува ученикот што давал наредби. На сликата можеме да видиме како се игра играта. Во завршниот дел од часот ќе примениме игри за прецизност, кои што допринесуваат до развивање на чувството за простор, растојание, правец, процена и нишанење. Игрите за прецизност не се изведуваат со голем интензитет, па затоа добро е да се применат на крајот од часот, односно во завршниот дел. На обележен простор се поставуваат балони или хартиени плочи. Децата со шут се обидуваат да ги погодат поставените цели, кои имаат различни бодовни вредности. Во рамките на голот може да се постават и обрачи со дефиниран број на поени, така што со погодувањето на обрачите ќе се сумираат и постигнатите бодови. И благодарам на вниманието, почитувани ученици, се гледаме на наредниот час.